Патувачки караван на рурална коалиција. Климатска акција за климатските промени во земјоделството. Рурална коалиција во периодот од мај до декември 2021 година го спроведува проектот Климатска акција за климатските промени во земјоделството со финансиска поддршка на Фондацијата Отворено општество Македонија. Главната цел на проектот е насочена кон подигнување на свеста кај земјоделците за влијанието на климатските промени врз земјоделското производство и животната средина, но и за потребата од нивно вклучување во процесите на креирање и имплементација на јавни политики на локално и национално ниво. Откако ја завршивме работата во канцеларија, ги спроведовме обуките и ги изработивме документите за јавни политики, време беше за климатска акција на терен. Во соработка со своите локални здруженија партнери, успеавме за период од 2 месеци да посетиме 5 различни плански региони: југозападен, југоисточен, полошки, пелагониски и североисточен. Се посетија над 30 села, се зборуваше по локалните телевизии, радиостаници, местни заедници. Говоревме зошто климатските промени земаат се поголем замав во земјоделското производство, што значи климатски ранливо земјоделство, но ги баравме и решенијата како да ги ублажиме ефектите и да се прилагодиме на новите климатски услови преку создавање на климатски паметно земјоделство. Всушност називот на проектот, кој што во моментов го спроведува Рурална коалиција, е климатска акција за климатските промени во земјоделството. Од мотивацијата всушност за спроведувањето на овој проект е тоа што во последните години нашата држава, како всушност и целиот свет, се повеќе зафатени од негативните ефекти кои што им ги имаат, кои што со себе ги носат климатските промени. Особено беше критична и изминатата, меѓутоа особено оваа година, со оглед на тоа што сушата беше главниот предизвик со кој што земјоделците се соочува на терен. Веќе бидејќи сме при крај кон бербените активности, може да кажеме дека и голем дел од земјоделското производство е намалено во однос на претходните години, 20-30, па некаде дури во одредени региони до 50%, а најмногу, а и квалитетот исто така на земјоделското производство не е ист како и порано, а најмногу голем дел на тоа се должи значи на сушата, нестабилното време и всушност сето тоа се и последици, односно ефекти на климатските промени. Ваквата климатска акција која што ја превземаме, за да всушност главната цел на овој проект е да се подигне свеста кај земјоделците, затоа што од истражување кое што го има спроведено Министерството за животна средина, стои дека со над 470 испитаници земјоделци во 48 општини, стои дека над 90% од нив сметаат дека тоа е проблем кој што треба да го реши владата, кој што треба да го реши националната, локалните власти, самоуправата. Меѓутоа многу во мал процент се наоѓаат во одреден сегмент и како луѓе кои што, односно како чинители кои што и самите треба да превземат одредени активности, а во насока на облажување на климатските промени. И токму затоа сме ние тука, со оглед на тоа што на светско ниво секоја една деценија земјоделското производство се намалува за 6%. Тоа ни е доволен алармантен показател дека всушност сите чинители на локално ниво ќе треба да започнат да превземаат поголем број на активности во насока на облажувањето, на исправувањето со климатските промени. Но како климатските промени се одразуваат на земјоделското производство? Еве каква е состојбата во Прилепско Кадино село. Се бориме против климатските промени, значи тоа е го створа природата. Ние можеме единствено само да спречиме со наводнување, со друго, со нови сорти семиња. Еве годинава пробавме и нови сорти со сушни семиња пченка пробавне, немаше релативна влажност во воздухот, слаборате немаше релативна во почвата, не изгореа плевелите и тоа е што се случи. Род нема, кај што се појаки земјите има род, кај што се послаби нема, кај што наводнати има, кај што не се наводнати нема ништо. Понатаму како би се прилагодувале кон новите услови? Ние како земјоделци работиме она што се бара на пазарот. Моментално лани се бараше пиперката, пред тоа се бараше тутуно и секоја година бараме нешто ново, а секоја година некако да не можеме да ги погодиме. Оди старо, промашуваме. Ги промашуваме сезоните.
Сега некој ќе му се трефни и некој нема да му се трефни тоа. Годинава живееме на туѓа несреќа со пиперките што ги отепа луѓето градот, ова се и нив ги неиче и тие се работите. Земјоделецот живее цело време на туѓата несреќа. Значи доколку негде има суша или негде елементарна непогода, и сушата веќе е елементарна непогода, значи другите ќе просперираат, ќе работат. Годинава не знам што се случи, еве пиперката и не оди работа. Од Прилепско-патувачкиот караван продолживме во Неготино кај локалното здружение Ековита. Еве што имаше да ни порача Сашко Тодоров, кој што говори за лозарството и примената на добрата земјоделска пракса. Најпрво да се представам, јас сум Сашко Тодоров, председател на Здружение на граѓани Ековита од Неготино. Како консултант во 2005 година го имплементирав првиот EuroGAP, денешен Global GAP стандард за примарно земјоделско производство и сакам да нагласам дека примената на стандардите во земјоделското производство е од исклучителна важност за производство на здрав производ, квалитетен, со кој што можеме да го продадеме на нашите купци. Значи, воведувањето на добра земјоделска пракса е од исклучителна важност, посебно за земјоделците, каде што можат да добијат и да следат да го следат процесот на производството, што се применува, да се евидентираат сите применети пестициди и џубрењето во производството. Од исклучителна важност е и да се заведе и каренцата на пестицидите, бидејќи имаме примери каде што нашите производи земјоделски се враќаат од граница, а што е недопустиво во ова време. Затоа што граѓаните сакаат да користат безбеден производ кој што ќе гарантира за нивната исхрана. Во меѓувреме, додека кај нас се одвиваше патувачкиот караван, во Глазгов се одржуваше глобалниот самит за климатски промени, каде што на едно од прашањата на кои што се бараше одговор беа родот и климатските промени. И токму тука, водени од паролата «Мисли глобално, делувај локално», кон кампањата ни се приклучија и жените од село Тумчевиште, кои што испратија порака дека жените се многу поранливи кога се во прашање климатските промени за разлика од мажите, поради обврските кои што ги имаат и во домот и на полето во исто време. Еве што ни порача Живка Ѓурчиновска, председателка на локалното здружение Моја фарма. Јас сум Живка Ѓурчиновска од селото Тумчевиште, индивидуален земјоделец, регистриран во Централа за регистар како со платени придонеси здравствено и пензионо. Бидејќи климатските промени многу влијаат на земјоделското производство, со таа цел ние сменивме начинот на производство или на култура, што од пченица и пченка се префрливме на лешници. Значи, по стабилизиране, поотпорен е лешникот на климатските промени, но подсвеста на народот мора да се запази, затоа ние само мислам за да имаме подобар род, поквалитетна вода, направивме бушотина со цел за да си поставиме систем капка по капка.